Добро вечер во ТОП тема. Во партиите се составуваат кандидатските листи за пратеници. Слушаме заложби за се повеќе жени на овие листи. Но дали во партиите на вистина има политичка волја жените да бидат суштински ангажирани во политиката? Оние пак кои се веќе ангажирани се изложени на жестоки напади, на говор на омраза. Како тие се справуваат со сето тоа и можно ли е жените да бидат повеќе ангажирани? Вечерва дебатираме со моите гости Даниела Рангелова, пратеничка на ВМРО ДПМН, Мерсиха Смаилович, позната како активистка, однеодамна ве гледаме ангажирана и партиски ангажирана во СДСМ. Добро вечер и за вас. И Марија Сабовска, која ни доаѓа од граѓанскиот сектор, каде што е експерт за женски права и родова еднаквост. Добре дојдовте во Женско друштво за женски права. Морам да признам дека се обидов и да учествуваат мажи, не дека нема, но велат сепак можеби подобро вие да подобро го познавате проблемот, па подобро ќе разговарате или пак велат дека се согласуваат со се она за што се залагате, иако во пракса воопшто не изгледа така. Ке почнеме од она што е денеска актуелно. Во собранието почна една расправа за измени за изборниот законник, во кој еден од предлогот се однесува на родова еднаквост, односно се предлага да се измени законникот со тоа што 50% од кандидатите на изборите да бидат жени. Господја Рангелова, ВМРО ДПМН не учествуваше на оваа расправа, јавна расправа, и ДУИ исто така. Но кој е вашиот став по ова прашање со оглед бидејќи се залагате за родова еднаквост? Благодарам на прашањето. Прво, сакам да објаснам дека денес имаше јавна расправа на Комисијата за политички систем врз основа на два предлог измени на изборниот законник. Едниот се однесува за измена на изборниот модел, тоа е една изборна единица, е предлогот, а второто е да има на следните парламентарни избори, тоест предлогот е да има на локалните избори, но јас би предложила да биде и новие парламентарни избори. Предлогот тоа е да бидат листите отворени и да има родова еднаква застапеност 50 и 50% жени мажи. Јас сум една од иницијаторите на оваа иницијатива, без разлика што сум членка на ВМРО ДПМН, и за мене е разочарувачки што се блокира ова предлог законско решение, заради тоа што сметам дека ако навистина сме биле искрени во заложбите изминатиот временски период, кога викавме дека ќе се заложиме за родова застапеност на листите на жените и мажите да биде 50-50%, навистина сега е лицемерно ВМРО ДПМН да не учествува на оваа јавна расправа, исто и ДУИ. Исто така е разочарувачки што овој предлог законски измени на законските решенија се блокирани со 6000 амандмани. Јас мислам дека ако имаме спротивставени ставови, добро е ова предлог законско решение да се одблокира, да ги спротивставените ставови да ги размениме, да видиме каде е проблемот и тогаш да се стави на усвојување. Донесовте една петиција, што ми ја покажавте пред емисијата. Ова иницијатива за квота од 50% жени на листите ја почнавме пред една година и ова беше најголемиот адут во кој што се залагавме како жени парламентарки, жени на клубот на пратенички. На оваа листа се потпишани жени и мажи. Овде има 88 потписи. На пратеници, значи 88 пратеници. Да, има потпишано и жени и мажи, но кога дадоа подршка на оваа листа, која што мислам дека во догледно време најверојатно ќе треба и само да си ја урамиме и да остане еден добар спомен на една декларативна заложба, а не на вистинска заложба за присутност на жените еднакво на листите, тогаш сите се потпишаа и беше кажано дека ќе дадат подршка, што за жал не го покажува се што се случува во пракса, иако дел од овие пратеници кои што се тука потпишани веќе не се пратеници, некои станаа градоначалници, министри, министерки, градоначалнички, сепак сметам дека ако биле искрени сите мои колешки и колеги и се потпишале на оваа иницијатива, јас ги повикувам да излезат да
подржат на овие парламентарни избори на вистина да има 50% застапеност на жените на листите. Очигледно дека се покајале или не паметат дека се потпишале, бидејќи тука се и пратеници на ВМРО ДПМН кои... Да, и пратенички. И пратенички. Влегувате во политиката. Господјо Смаиловиќ, ве видовме на пресконференција на СДСМ. Ќе бидете ли вие на кандидатска листа на овие избори? Од септември месец сум дел од Комисијата за труд и социјална политика внатре во партијата на Социјалдемократскиот сојуз, каде на покана на Милан Живковиќ, кој исто така граѓански активист, се вклучив за да можам со своето искуство и ангажман кој што сум го имала последните 15 години во Република Македонија да допринесам за подобрување на социјалните реформи. Се вклучив само иницијативно, доброволно и излегов и на пресконференција каде што зборев за детскиот и образовниот додаток, но ретко кој тоа го слушна, бидејќи некако во фокус беше логото позади мене. Сметам дека секој граѓански активист бил вклучен во креирање на политики, во менување на политики и бил дел од многу системи. За понатамошниот ангажман не можам да говорам, не знам ни што предстои и до денеска веќе доволно слушнав и видов во однос на моето... А би прифатиле ли таков политичка да влезете и во парламент? Па, мислам дека дојдов до момент каде што дојдов до момент каде што мојот граѓански активизам кој што можеби бележи 17-та година, сакам да го афирмирам кон едно конкретни промени во општеството, каде што мислам дека со своето искуство како граѓанска активистка можам да допринесам и да покажам ствари какво општество живееме и сакам да живееме и каква Македонија сакам да живееме и живееме. Што значи одговорот е да, колку што можам да заклучам. Пред да прашам Марија, вие веќе кажавте дека нема да ве има, ви беше кажано дека нема да ве има на кандидатската листа на ВМРО. Информирав преку медиумите, сега поново го информирав и председателот на партијата Христијан Мицковски дека не сум заинтересирана да бидам на престојните избори, да бидам кандидат од ВМРО ДПМН. Мислам дека можеби треба да се даде шанса на нови луѓе и на луѓе кои што ги поддржуваат политиките на актуелното раководство. Нечесно би било ако сум кажала дека не ги поддржувам политиките на ова раководство, да очекувам или да имам желба да се најдам на една од кандидатските листи. А се разочаравте ли од политиката и вашиот ангажман? Дали од мојот ангажман? Да. Дали тоа значи дека никогаш повеќе нема да се занимавате со политика? Јас ќе продолжам да се занимавам со политика, бидејќи јас имам завршени политички науки и само можеби ќе делувам во некоја друга форма овој временски период, инаку нема да се откажам од политиката, бидејќи би била лош пример ако навистина се залагам да има повеќе жени присутни во политиката, да кажам дека ете јас не издржав и ќе се откажам. Не, значи ќе продолжам да бидам политички активна, но оставам да се искристализираат работите. Или да чекате друго раководство на партијата. Да сме живи и здрави, да видиме како ќе бидат изборите. Јас сепак на мојата партија и посакувам се најдобро. Мислите дека ќе има избори на 12 април? Мислам дека ќе има избори. Зошто? Па заради тоа што очекувано е. После не, бидејќи го слушаме премиерот заради блокадите во моментов на 120. Па јас сепак мислам дека ВМРО ДПМН има свест и дека ќе ги одблокира овие закони, бидејќи овие закони не се од некои суштински прашања за државата, а се значајни за граѓаните. Можеби ние да не се согласуваме со овие предлог законски решенија, но за тоа може да дебатираме и да гласаме за или против, а во однос на тоа како ќе се однесуваме како политичка партија, граѓаните ќе ценат на следните парламентарни избори. Значи верувате сепак дека е можен компромис, иако до сега не се покажувало многу во парламентот. Јас верувам дека законите ќе се одблокираат. Така јас верувам. Јас ако треба да се прашам, јас би ги одблокирала. Марија, дали партиите на вистина имаат волја да ги ангажираат жените или само се пишуваат и допишуваат проценти, бројки? Не знам, тоа може би жените од партиите ми би можеле да го кажат. Јас можам да... Да, но вие ги анализирате состојбите во партиите. Да, од страна гледано да кажам како тоа изгледа, бидејќи еве јас мојот општествен ангажман сум решила да го па дури политички, ајде да речам, бидејќи јас политичкиот домен, јавниот домен го сваќам многу пошироко и не нужно исклучиво преку политички партии, учеството во тој домен. И сум избрала да
да действувам низ механизам на граѓански активизам. Она што, јас, бидејќи сум сведок на воведувањето на квотите во 2000 година, од 2000 година наваму, можам да кажам дека има голем исчекор во начинот на кој политичките раководства на партиите, односно партиските раководства го третираат прашањето на учеството, бидејќи ако земеме предвид дека од 8,4% застапеност на жени во парламентарното собрание сме стасале до 40. Се едно дали се работи за квоти или низ кој друг механизам, сепак тоа е напредок. Меѓутоа, она што е важно да се каже е дека онаму каде што фалат тие квоти кои навистина придонесоа за поинакво размислување на раководствата, бидејќи еве сега ќе имаме веројатно на предстојни избори борба помеѓу партиите кои повеќе жени ќе кандидира на листите. Предпоставувам, веќе има такви најави и тоа е добро, меѓутоа кога станува збор за тоа колку тие структури, односно институции носат на вистина моќ, значи парламенти и совети, ако видиме колку тие имаат влијание на процесите на одлучување, ќе видиме дека всушност присуството на жените таму и не игра голема улога, бидејќи онаму каде што навистина се носат одлуките, а тоа се партиските раководства, нели? Не знам колку ќе ме потврди Даниела, бидејќи таа е во партија, таму веќе малку потешко оди работата, бидејќи на раководните позиции се мажи. Имено, значи не можеме да зборуваме само за определени домени каде што жените можат да пристапат како позиции на одлучување. Она што е мој личен став и за кој се залагаме и постојано и од неодамна е паритет на секоја позиција на одлучување. Зошто го велам ова? Паритетот мора да го има и тоа не само за жени и мажи како најголеми општествени категории, туку учеството и инклузијата мора да се однесува и на односно структурите на кои се одлучува мора да го одразуваат општествената структура на државата во која живееме. Значи вие не можете да од процесите на одлучување да ги исклучите или да исклучувате определени категории граѓани кои би морале да бидат презентирани. Она што исто така сме го забележале во текот на годините е отпорот кон овие квоти или пак резервирани места или пак афирмативни политики, просто заради нивната злоупотреба или пак погрешна имплементација или погрешно разбирање. Погрешното разбирање за тоа што подразбира афирмативна политика и на каков начин таа мора да се применува. Значи тоа не квотите подразбираат дека кога станува збор за жени во политика, да се разбереме погрешно, не зборувам за тие квоти или за тие афирмативни политики. Зборувам генерално за резервирани места, меѓутоа на кои не доаѓаат лица кои би требало да бидат таму, затоа што и тоа станува сега актуелно, па се напаѓаат афирмативните политики или позитивните мерки генерално како политика, што е многу опасно и тоа е нешто што не би требало да се дозволи. Во таа смисла сакам да кажам дека тие злоупотреби стануваат драматични, предизвикуваат негативни реакции во поглед на тоа како тоа треба да се реализира. Како во партијата се избира кои жени ќе бидат на кандидатски листи, на раководни, колку има во ВМРО ДПМН на раководни позиции, ако ги видиме извршенците или другите партии ако имате? Јас сакам да посочам еден добар пример кој што се случи на последните локални избори. Тогаш извршниот комитет на ВМРО ДПМН дозволи жените на листите сами да ги избираат жените во локалните организации и беше еден позитивен пример на кој што имаше големи реакции и од извршниот комитет, но навистина жените беа многу визибилни со својот труд во партијата и
природно беше сами да ги избираат на листите, што подоцна беше критикувано и од секретаријатите, од мажите, од раководствата, од новиот извршен комитет. А инаку, кога се бираат кандидатки за пратенички листи, најчесто тоа го прави лидерот на партијата. Мислам дека тие кажуваат дека ги ценат, односно го ценат мислењето, односно оценката каква ќе биде на анкетите за предложените кандидатки и согласно тоа ги ставаат кандидатките на листите, а не се согласувам со тоа, бидејќи имало чести примери каде што кажувале дека некоја жена добро стои на анкетите, а ние теренски сме знаеле дека таа жена никој не ја ни познава. Тука се користат различни влијанија, лобирања, што мислам дека не е во ред. Јас сметам дека носители на јавни функции треба да бидат жени кои што прво ќе се залагаат за еднакви можности, за унапредување на правата на жените и да не викаат дека не сакаат да бидат дел од листа каде што ќе има квота, бидејќи колку и да зборуваме во едно општество со различни стереотипи и предрасуди, ако немаше квота и ние немаше да бидеме сега пратенички. Да, тоа што го кажа Марија, факт е дека единствениот начин, бидејќи порано жените кандидати беа ставени на крајот на кандидатската листа. Мислам, ако нема квота сега, 0,5 шанси да влезат во парламентот. Исто и сега би било, јас мислам и тоа во сите политички партии, ако не се толку заложбите и на граѓанските здруженија, на она што гласно се зборува по телевизии, тогаш исто би било, би биле негде подоли, ако нема законодавство, извини, претрпе развој затоа што имаше многу креативни решенија на раководствата на политичките партии да ги избегнат законските, така што таа легислатива изборна што сега ја имам и што доведе до овој процент, всушност беше многу тешко да се донесе како таква, односно постојано мораше да се пратат сите, да се следат сите возможни манипулации. Можам да забележам дека во парламентот жените пратенички стануваат се погласни и ве забележуваме и во дебатите што ние ги организиравме и синоќ имавме една таква и претходните, значи стануваат на вистина активни гласни, но дали кога се прават листите, оние кои имаат повеќе интегритет, се критични, имаат повеќе или помалку шанси? Помалку шанси имаат, што имаат повеќе личен интегритет. Бидејќи во принцип, ова го зборувам за сите политички партии, ако направиме анализа, лидерите и раководствата сакаат да стават лојалисти на листите, односно, еве да не се навредиме, послушници, кои што не би го слушале собствениот глас и како тие мислат да одлучуваат, туку партиските. Се нормално кога ќе те стават пратеник од политичка партија, треба да ја почитуваш програмата која што си стана, но има прашања кои што мислам дека можеме да имаме различни мислења и тоа е убавината на демократијата и во партијата и во општеството. Но за жал мислам дека во политичките партии се уште нема демократија како што треба да има и затоа е многу важно да има промена на изборниот модел, да може големите политички партии да се демократизираат. Само тогаш ќе се зголеми свесноста кај раководствата дека дојде време да станеме малце пошироки во своите видувања. Зошто би се откажале од во интерес на државата? Би требало, не? Мерсика, како вие ја гледате оваа застапеност на жените во политиката до сега? Еве, напредок има, со квотите веќе се присутни. Имаме полека се наметнуваат и со ставови. Да, не како што спомена пратеничката, не е само битноста во бројноста, туку и во нивниот квалитет. И навистина во она што ние можеме да го видиме, мислам жално што секогаш се испитува женскиот квалитет на политичките одлуки и на нејзиното, никогаш не кажуваме мажите, нели што тие зборат колку тие се квалитетни да бидат јавни вршители на јавни функции, но и така збориме за жените, можам да кажам дека има прогрес, но генерално не можам да го занемарам фактот за помалкубројните етнички заедници, на кои што јас припаѓам, на бошњачката заедница, каде за жал помалкубројните заедници се уште тој момент како што го напомнавме демократизацијата, пристапноста на жените, се уште мислам дека е декларативно и бидејќи се тие трендови кои што постојат кај другите политички партии, не некое свое убедување, така да се уште се бориме и се уште со себе носиме повеќе товари да се докажеме дека, мислам смешно дека мораме да се докажуваме дека сме квалитетни,
туку тоа го покажуваме нели со својата работа и својата ангажман, така да може би има некој задоволителен прогрес, но убедливоста или тоа како што велиме декларативно да го покажат со конкретни примери вршители на јавни функции, директорски позиции, министерски позиции, тука се уште каскаме и можеме со една рака да ги изброиме и министерките, градоначалничките и советите во општините. Да, влада колку имаме многу малку министерки. 4 министерки кои што според го испитуваме јавно. Да, никогаш не сме имале премиерка. Не сме имале председателка на држава. Но она што може прв пат имавме кандидат. Јавното мислење, мислам дека го должиме се дека министерките во оваа влада се едни од најистакнатите и онака министерки кои што се во чекор со потребите на граѓаните, и конкретно ако збориме за комисијата од каде што јас доаѓам за труд и социјална политика, е министерството кое што бележи најбрзо растички промени во корист на граѓаните. И мислам дека тоа не треба да го покажеме, жените министерки може да бидат добри, туку факт е дека жените министерки се добри. Да, не затоа што се жени, туку затоа што има конкретни дела и конкретни активности, конкретни закони и механизми кои што ги донеле ги донесуваат. Да, Марија имаше некои податоци. Да, најниско е учеството на жени на именувани или избрани функции на ниво на извршна власт. И тука всушност се гледа, бидејќи да се разбереме, имаме партизирани институции и политичките партии имаат голема улога во распределбата на овие позиции. И ако зборуваме за жени од различни етнички структури или за различни, ајде да речам, категории мажи и жени кои би требало да бидат представени во институциите и на позициите на одлучување, ќе видиме дека тука доминираат мажите просто заради тоа што тие места се ограничени, ние имаме големи партиски коалиции и распределбата на тие позиции се одвива на начин како што и тоа е одразува и структурата на тие позиции. Значи, ако земеме предвид дека помалите партии имаат најмалку представени жени во највисоките раководни структури, ќе видиме дека и од тука произлегува и тоа што и нивното отсуство при распределбата. Просто ограничениот број места е нешто што влијае. Спомнавте нападите врз жените, вие застанавте на страната на министерката Нина Ангеловска која беше избрана против вашиот сопартиец. Да, гледам Стоилковски која нападна на вистина со еден говор на омраза ретки се. Непримерен. Па мислам дека најмногу меѓу нас жените недостасува солидарност кога некоја жена ќе биде нападната. Јас бидејќи викаат не прашувајте паталец, прашајте гаталец, имам искусено како е тоа да бидеш мета и цел на говор на омраза, насочен спрема жените, полни со мизогенија, сексизам, и кога ќе биде нападната некоја жена, навистина сакам да дадам подршка, бидејќи ако сите жени исто се однесуваме, на крај ќе нема такви кои што ќе се охрабрат да нападнат некоја жена без разлика со говор на омраза од која сфера на општествениот живот доаѓа. Не сакам тука да зборувам само за жени политичарки, бидејќи често се случува жени да бидат цел на говор на омраза од било кој сфери во општеството. Не мора да се во политика. И мислам дека треба да биде добар пример и дека кога се зборува за говор на омраза насочен спрема жени, треба сите жени да бидеме едногласни, посебно жените што се занимаваат со политиката. Вие сте последната жртва на еден говор на омраза што ги приплави социјалните мрежи, бевте нападнати дека ширите верски фундаментализам, бидејќи носите шамија, колку што знам јас секогаш носите, ама се појавивте на пресконференција од седиштето на СДСМ. Да, живееме во општество каде што истото треба да ми ги насочува патиштата на кои што можам да се движам. Че жената може да биде граѓанска активистка, нели? Сум зборела и тука и на други места, но ако жената одлучи нешто конкретно да преземе или да се појави никаде тука, веќе ве дочекуваат и ви кажуваат не, ова место не е за тебе, само заради начинот кој што изгледаме. Само колку за споредба, никогаш ниту еден маж кој што јавно кажува дека припаѓа на одредена верска заедница не бил етикетиран и не бил кажано дека дали сме или не сме да биде. Многу беше смешно цитирањето на Уставот на Република Северна Македонија. Во истиот Устав, каде што имаме слобода на вероисповест,
во истиот устав каде велиме дека правото на изразување му следи на секого и истиот устав каде што вели дека сите граѓани имаат еднакви слободи и права. Она што дефинитивно денеска го имаше е дека одредени мои колеги од правниот факултет со кои сме иста генерација го користеа истите термини и ограничувања и забрани на основните човекови права. Не знам како, ама јас имав прилика да учам на еден од најдобрите правни факултети во Република Македонија и да учам уставот и законите токму таму и мојата храброст да излезам и да зборам за суштински проблеми токму доаѓа не затоа што сум муслиманка, не затоа што носам марама, туку затоа што сум сигурна во човековите слободи и права и тоа го искажувам. И тоа дефинитивно не беше атак на Мерсиха Смајловиќ, не беше атак на мене како поединка, беше атак на цела една заедница. Кажувајќи им на муслиманките каде има местото. Ако велите дека сакате да ги ослободите, да се облекуваат како сакате, вие сте тогаш на истата линија на истата што им наметнуваат некој, кој некого им е наметната и вие ако кажете како треба да изгледа, значи на истата линија на кој треба на вас да ви кажува или да ви наредува како вие да изгледате, како да се облекувате. Зборувам за човечки фактор. И говорот на омраза не беше толку во статусите, колку во коментарите на луѓето кои што ги поддржаа во таа нивна заложба каде нели не е местото на нас, жените. Се шокиравте ли колку е тоа широко и колкава поддршка има? Па се шокирав од незнаењето. Значи не може Македонија се споредува со една Франција или со една Данска, че во Македонија верските слободи и права, разноликоста во Македонија е со векови. Не знам дали некогаш и Македонија била еднонационална или едноверска. Така да тука верските слободи и права и разноликоста и чувствата постојат со векови, можам да кажам и втемелени се во независна Македонија. Бев изненадена како еднашка толку непознавање постои, пред се би го кажала непознавање и за тоа непознавање кое што ги инспирираше без разлика на кои универзитетски дипломи и функции ги имат, така едно јавно срамно незнаење да манифестираат на социјалните мрежи. Сепак со име и презиме се подпишани. Јас чисто би се сомневала во нивните универзитетски дипломи, незнаењето кое што како универзитетски професори или асистенти го предаваат на нивните студенти. Но ве погоди. Не погоди затоа што кој ќе биде следен. Ако сега е Мерсиха како муслиманка, дали утре ќе кажем дека луѓето со одредена попреченост не смеат да бидат во политика, дали луѓе со одредена боја на кожата не смеат да бидат во политиката, дали одредени луѓе кои што доаѓаат од некое друго место не смеат да бидат. Значи ако вие кажувате дека го имате ексклузивното право на кого му припаѓа политичкиот простор, не значи дека сега Мерсиха само ќе биде исклучена, докато групата за група ќе се дуплира и ќе се ограничува. Како да се спречи тоа, Марија? Можно ли е? Вака не изгледа многу надежно. Ако зборуваме за сексизмот и за мизогинијата, таа според анализите предничи на социјалните медиуми. Таму отворен сексизам се промовира за разлика од традиционалните медиуми кои до некаде негуваат некакво ниво на политичка коректност. Да, но интернет порталите ги пренесува овие ставови и така да не остана само на социјалните мрежи, него се разшири. Значи, прашањето на тоа дали жените прво ги нема во јавната сфера, значи, ако зборуваме сега за медиуми, дали се социјални медиуми или традиционални медиуми, кај традиционалниот жените отсуствуваат, и велам, медиумите научија како да се однесуваат, барем таму е проблем нивното отсуство, за разлика од социјалните медиуми каде што вие имате потполно отворен простор за агресија која обилно се негува во наша држава години за назад. одбрана од таа агресија. Прашањето е дали вие можете да регулирате агресија од лица што седат за својот компјутер и пишуваат што сакаат. Тоа е веќе прашање за друга дебата. Она што може државата преку политики да го направи е да почне да се справува со насилството, односно со родово заснованото насилство, односно насилството врз жените од секаков вид. Бидејќи и сексизмот и овие напади се дел од приказната за насилство врз жени кои се осмелиле да посегнат по политичка позиција или позиција на моќ. Просто јас така го гледам, бидејќи нападите врз жените политичарки се далеку по расширени и тука нападите не се врз основа на нивните идеолошки позиции, на нивните ставови, туку секогаш се однесуваат на изгледот, на возраста,
на нели. Да, како што Тоа се нелегитимни основи за напади, велам, затоа што ние можеме да дебатираме на секаков начин околу ставови и позиции, меѓутоа ова држава не смее да дозволи, тука треба да профункционираат механизмите за заштита од дискриминација и од насилство, бидејќи без тоа, и не само во јавната сфера, тоа прво треба да се случи дома, затоа што на тој начин всушност се негува таа агресија и се перпетуира понатаму. Зборувам за насилство врз жени, затоа што се женили, затоа што се излегле од позицијата што ова општество им ја доделува, а тоа е имајќи го предвид нивното отсуство од сферата каде што можат да влијаат, покажува всушност и таа реакција колку е страшна кога се обидуваат да влезат да посегнат онаму каде што е политичката моќ, тука настанува проблемот. Рангелова, се солидаризира многу жени со Мерсиха, но јас не видов мажи дека Ви така почнавте и дебатна емисија дека кога ги повикавте мажите ви рекле дека подобро жените. Мислам дека да говорат за тоа. Мислам дека најголемиот проблем е тоа што мажите сметаат дека проблемот со родновата еднаквост треба да го решиме ние жените. И мислам дека додека мажите не седнат со нас рамо до рамо да разговараат за овие прашања, нема да има напредок. Ние можеме да зборуваме за некаков напредок, но на крај се сведува на тоа дека напредокот е само декларативен, или на хартија, или на бројност. Има жени парламентарки, нема глас. Еве, ако направиме анализа, мислам дека многу малку жени од ВМРО ДПМН би се осудиле, например, да ја одбранат Мерсиха. Многу малку жени од СДСМ би се осудиле да ме одбранат мене, например. Тогаш би биле линчувани од нивните политички партии. И секој си вика, ај да не таласам, подобро да си премолчам. Навистина, не е човечки тоа што се прави спрема жената политичарка, ама ако јас ја одбранам, ќе станам и јас мета на критики. Мислам дека недостасува глас, недостасува солидарност и недостасува институционално постапување за говорот на омраза. Бидејќи ако пријавите дека некој за вас шири говор на омраза, дури има и ни се заканувале. Сте пријавиле вие? Да, сме пријавиле. Кој бил најлош напад еве врз вас конкретно? Па не знам, црна земја да те покрие, например, колнење на семејства, наши деца. Мислам, не знаете до кај може да оди имагинацијата на луѓето, што се они нас ни помислуваат во не знам во каква мера. За мене најразочарувачки е кога ќе видам жени, мајки, баби со внучиња на слики на Facebook, кога какви навреди ни доделуваат на жените, навистина разочарувачки. Не знам од каде е таа негативна енергија. Прво, не познаваат. И на крај на ден прашувам, каков е моделот на жена политичарка? А јас не чинам, прогресивна сум, имам плава коса, имам шишки, нашминкана сум. Мерсиха не чини заради тоа што носи марама. Не знам, Марија не чини, можеби е конзервативна и не е во моделот на кој што припаѓа. Има ли некој модел на кој што кој што е прифатен за тоа како треба да изгледаат жените политичарки? Сам навистина дека не е дека ногиат мана за нашиот изглед. Тоа го користат ако не се согласуваат со нашите политички убедувања. Дека не е целта. Но најлесно е да го критикува. Има овде нешто што јас би сакала да го спомнам и навреди имаше на верска омраза. Овој говор на омраза кон Мерсиха е и на верска омраза. Да, имаше верска со тоа што бев етикетирана дури во коментарите од поединечни луѓе и денеска кога мислам дека ќе стигнат тие коментари, конкретното значи баш етикетирање на омраза на верска основа и тоа што навистина и мене ми пречи, јас сум репортирала, сум пријавувала секаде говор на омраза, но навистина ни треба едно буквално бришење на Facebook профили кои што постојано шират говор на омраза. Не зборам за ботовите кои што се појавуваат во одредени периоди. Но говорат на омраза стално. Затоа кажувам, не е веќе Мерсиха како поединец, не е пратеничката Рангела како поединец. Говорат на омраза добива такви модалитети да едноставно во еден момент се плашите да излезете на улица не знаејќи дали тој што ве колнел во приватна порака можеби седи карши вас и ќе ви направи нешто.
Само ќе Да, ги бираме потикнуваат и групите. наследство, тоа е основата на наследство. Се рефлектира на целото општествено живење. На целото општество. Во право е Мерсиха кога ќе каже дека не се работи за поединечни случаи или за изолирани случаи. Зборуваме за цел систем на казна на жени кои се во јавноста и кои се надвор од контрола. Спомна преќе пратеничката дека им било дозволено на жените сами да, мислам, самата реторика која ние употребуваме покажува колку сме усвоиле и сме нормализирале нешто што е патриархална матрица и чудењето како може тоа е парадоксот на патриархатот. Жените се оние кои треба да ги одржат да ги одржат. Теоретски, да. Не само теоретски, и во пракса. Сега ќе ви објаснам зошто. Ако во една политичка партија, во извршен комитет, имате 27 члена, од кои што 5 се само членки жени. Сигурно ни дозволиле. Не сме прво родово балансирани во извршниот комитет. Ке не надгласаат. И тоа е успех, што за мене е ненормално во 21 век да се бориме за такви успеси, што сме успеале од толку мажи пак да се избориме за нашите права, кои што пак ќе кажам, природно ни припаѓаат. Не ми беше тоа поентата. Јас во потполност ги разбирам ограничувањата и многу ми е драго што се спомна овде неможноста на жените, значи да бидат солидарни. Жени помеѓу различни политички партии, па дури и жените во една иста партија, бидејќи местата се ограничени. Машките раководства тешко ја споделуваат моќта со жените и контролата врз она што се случува во партијата. Ова е нешто што, низ анегдотски дискусии со жени од партии сме го дискутирале, дека борбата помеѓу жени внатре во една партија исто така многу голема. И тука околу солидарноста на жени од различни партии е нешто што јас во овие 20 години колку што следам парламент, сум имала прилика само во 2 наврати да видам дискусија во која жена од една политичка партија станала, дигнала рака и дискутирала и покренала деловничко прашање зошто односно да интервенира председателот на парламентот на дискусија на пратеник од незина партија кој нападнал жена од друга политичка партија врз основа на тоа, само заради тоа што е жена, не врз основа на било каква друга дискусија. Само еден таков случај сум сретнала досега, тоа беше пратеничка од ВМРО која заштити интервенираше во корист на пратеничка од не се сеќавам дали беше од либерална или од некоја друга партија. Значи женската солидарност да не живееме. Меѓутоа тоа е многу ретко и до некаде ја имаше кога имаше процес на поддршка на создавање на таа женска солидарност која сега е исчезната сосема помеѓу жените од политичките партии. Сега имаме, што ви говори тоа? Затоа што антагонизмот помеѓу партиите и агресијата во комуникацијата и политичката култура ја сведовме на тоа ниво да вие ако не сте агресивни во меѓусебната комуникација како партија, барем ова јас како гледачка можам да го видам, вие не сте добар политичар или политичарка. Вие просто мора да го усвоите тој начин на политичка дискусија. Значи, прво сте членка на партија, после сте партија, а потоа сте се понатаму. И жена и... Јас само со едно зборче ќе ви го објаснам. Клиентелизмот е проблем. А тоа е друго. Ако веруваат во некоја повисока цел, и ако навистина сите се залагале за повеќе жени во политика, овде ќе нема од овој список жена што ќе гласа против за родова застапеност на листите. Но, тоа ако мислите во интерес на општото добро на жените. А ако мислите дали ќе се најдете на следната листа, на парламентарните избори, дали ќе бидете исклучени од раководство, дали немате бидете пожелен член во партијата, тогаш ништо нема да направите. Ако сите жени овде подпишани, има 45 жени парламентарки, ниедна не отстапи од својот подпис, нема да има проблем. Тогаш и
моќниците во политичките партии ќе бидат безгласни ако жените се сплотени, солидаризирани, заедно делуваат. И пак ќе кажам, ако нема клиентелизам, има повеќе демократија во партиите, ќе има солидарност. Но за сега има ли барем знаци за нешто такво во некоја партија? Дали гледате Мерсика? Се пофалија и Дуи, например, дека и тие ќе имаат многу повеќе жени и во раководните тела на партијата и на кандидатските листи. До сега ја не се сеќавам од таа партија и да дебатираат многу жени и да се присутни. Иако има пратенички во парламентот. Да, значи иако се потпишуваат во петицијата денеска не да. Со оглед дека живеам во Чајри, доста сум активна на социјалните медиуми, така да има доста жени дел кои што се од партијата, кои што навистина се квалитетни, кои што допринесуваат како за општеството, допринесуваат и за функцијата која што извршуваат, дали се тоа директорски функции или нешто слично. Само им треба мене ми е многу жал што дебатите за жената во политиката секогаш ги исклучуваат етничките заедници. Значи јас сакам да верувам и верувам во едно општество за сите, но секогаш си ги бараме правата како етничка заедница да кажем. Ние се соочуваме со дупли товар. Тоа што клиентализам, да го наречеме гласачко тело, кој што ти усмерува самата политичка партија, кои жени, какви жени сака да види на водечките позиции. Некој е лојален на партијата, некој е лојален на гласачите повеќе. И целата таа дебата во одредени етнички заедници е многу потивка и сака да ги види напротив мажите како моќна фигура, силна фигура во однос на жената каде нејзината припадност. И најочаен момент беа локалните избори, каде што жените на другите етнички заедници не беа напаѓани на основ на нивниот квалитет како поединки, дури седеше на прашување нивните морални особини, дали е таа морална, неморална, додека светот води дебати дали некого го бива, дали е некој има јавни политики добри да донесе, кај нас се расправаше дали некој со моралот е ваков или таков, зборувам кај жените. Така да со толку моменти очени се соочуваат и верувам дека и жените и во Дуи и во другите се откажуваат да, затоа што не сакаат да бидат етикетирани. Тој вид говор на омраза кој што за жал секогаш за време на изборите е многу погласен и не се бираат средствата со кого сакате вие некого да девалвирате или да го дехуманизирате или да го маловажите. И напротив, мислам дека тоа ги обесхрабрува и другите и жените. Така да декларативно државата, дури и со санкционирањето на говорот на омраза, мислам дека ќе ги охрабри и жените и во Дуи и во другите партии да си го побарат своето место, не плашејќи се дека ќе бидат мета на такви дехуманизирани зборови. Би требало да ги заштити, а не да ги стави. Ги има, значи постојат и ги има и можеме да ги видиме и активни си на социјалните медиуми, активни се меѓу граѓаните, само едноставно треба да им се даде во јавноста не е толку. Кога зборуваме за овие последниве напади врз вас, ја се сеќам дека и вие во вашите настапи не секогаш сте нежни кога нешто критикувате или некого критикувате. Тоа не можам да кажам дека е говор на омраза, меѓутоа знаете да употребите да го обвините унгарскиот претседател Орбан дека е нацист, дека е фашист. Добро, тоа е мислење и на Европскиот парламент кој што му даде одредени да, но не го нарекува нацист. Значи неговите мерки кон азилот и кон миграциите кои си добија одредено вето во Европскиот парламент беа споредувани и со бројки. Значи ние имаме оградата, ги имаме бројките, ги имаме фактите. Значи можам само да го цитирам Европскиот парламент кој што за прв пат во историјата повика одреден премиер на одредена држава на Европската унија да одговара за своите постапки, за своите дела. Така да јас кога верувам во нешто и сум убедена во некои работи, посебно кога се човековите права во прашање, тука мислам дека црвена линија има и државата, ама имаат и поединците и јас. И за жал мислам дека тоа е слободата на говор која што си ја користам и говорам со факти и аргументи, а не ми е тролање. Даниела, вие Мене Мерсиха ме има и лично критикувано. Сум читала од незе негативни коментари за мене, но јас тоа го сваќам по друга страна. Ако сега незе кога ја напаѓаат, јас напротив би дала подршка, бидејќи мислам дека никогаш нема си дозволам да критикувам жена ако не ја познавам лично и со лични навреди. Не замерувам ако некој критикува во однос на политичкото делување. Нормално е, ние тука седиме на различни страни заради тоа што сме од различни политички партии. Може би никогаш ние и во нашиот вокабулар користиме зборови кои што после би кажале дека не се достојни да се употребуваат во нашиот речник, но сепак мислам дека говорот на омраза стана една епидемија која што се шири во општеството.
после она што се случи, оние напади во собранието, јазот меѓу луѓето, поделеноста, зашто покажуваат и последните редица анкети дека навистина живееме во едно поделено општество, поларизирано, треба да се ставиме прст на чело и да кажеме дека доста е. Не треба ние да бидеме тие што шириме говор на омраза, заради тоа што тој говор на омраза ќе се рефлектира на општественото живење. Версика, уште еднаш, преди рекламите, напоменав дека се залагате за вклучување на сите и маргинализирани групи. Меѓутоа, јас колку што се сеќавам, бевте остри кон припадниците на ЛГБТ заедница. Никогаш не сум имала јас. Што по случаите, што гледам нека име напаѓаат припадници на ЛГБТ заедницата, јас никогаш нема да толерирам никаков говор на омраза, никогаш нема да толерирам никакво исклучување. Така да многу ме е жал што подпаднавте под одредени статуси на Facebook, затоа што можеби би било време на суд. Не, јас прашувам, да. Не, никогаш не сум имала, ете можеби причката Рангелова има конкретно каде што сум, но за конкретно за заедницата за која што ме посочивте, мислам ете една реченица некој да ми посочи, еден мој статус на Facebook, мојот Facebook профил е отворен. Не е од затворен тип, јас би можела да се соочам со конкретната реченица каде нешто сум кажала или сум барала исклучување на некоја група. Добро, тоа значи дека сте конзистентни сепак. Да, си имам своји принципи. Тука ќе направиме пауза за реклами и се враќаме надале. Зборувавме досега за жените во политиката, но како да очекуваме родова еднаквост кога уште на училиште децата се учат на дискриминација наместо на еднаквост? Знаме колкава бура предизвика еден цитат од учебникот по социологија за втора година, ќе го прочитам уште еднаш. Ако жената е затворена во домот и нема никакви јавни улоги, таа нема можност да прави кривични дела, вели авторот на овој учебник. Жената на тој начин е заштитена од многу комуникација, одговорности, ангажмани, надпревари, конфликти и е упатена да се грижи за семејството, а со тоа е помалку изложена на влијанието на објективните криминогени фактори. Во услови на поголема општествена активност можно е да дојде до поголема криминална активност, особено кај некои видови кривични дела, значи затворете си ја жената дома и ќе има помалце криминал. Марија, ова не е единствен, ова е последниот вака. Има уште една реченица што уште поинтересна, кривични дела се абортус и прелюба. Тоа спаѓа во кривични дела, значи професорите што го пишувале учебникот всушност и не прочитале што е како се тоа кривични дела, всушност дават погрешна информација, освен што промовираат сопствени некакви ставови. Образованието е еден од, ајде да речам, многу важните дома треба да почне сегменти, односно структури кои можат да влијаат не само на обликувањето, на начинот на кој ќе размислуваме, туку можат толку да ги зацврснат ставовите кои се обидуваме постојано и постојано да ги надминеме. Со она што, еве, ние како граѓански здруженија, можеби не мојата организација, меѓутоа повеќе години здруженијата кои се занимаваат со дискриминативната содржина, дискриминацијска содржина во образовните структури. Дали тие учебници се менуваат? Дали се променија некои со години се бара ревизија. Значи во законот и за еднакви можности ви стои дека образовните институции имаат обврска да ги анализираат содржините од родов аспект. Значи, овој учебник нема брзо да биде ниту променен. Има и учебници што се повлечени, меѓутоа се уште се во употреба. И тоа го имаме. Значи, просто јас не знам што треба да се направи за еднаш конечно да се повлече се и да се исчисти сето тоа од вакви содржини, бидејќи ова е она што ова го учат млади во средно образование. Меѓутоа сето тоа почнува од основно. Да, имаше и други примери. Државата мора да најде начин како да спречи понатамошна употреба и одржување на вакви стереотипи и предрасуди, односно
бидејќи последните пак истражувања и анкети помеѓу младите покажуваат дека тие имаат се по конзервативни ставови, односно стереотипи и предрасуди, особено кон и тоа е нешто што посебно загрижува и навистина еве ние сега имавме и реакција веднаш да се повлечат сите учебници, односно да се направи една ревизија на сите содржини, да се повлечат сите, да се забранат за употреба, бидејќи наставниот кадар се уште ги употребува и да се санкционира на крајот на криштата, и тоа е она што преќе го кажав. Значи, ако државата не почне да санкционира промоција на вакви работи, особено во образованието, тоа ќе се продолжи, ќе се продолжи понатаму. Значи, не само што не санкционира, туку дозволува ова да се случува со години наназад. Имаме се и се што во учебниците. Да, слушнавме од еден од авторите, тој воопшто нема никаква. Добро, гледа веројатно од социолошки аспект и научно, не гледајќи дека колку е свесен дека всушност каква штета предизвикува со вакви содржини. Веројатно и вие се соочувате со такви. Ми беше интересно што го понавте и веднаш сега ми текна дека критичарите на моето јавно излагање би се сложиле со ова дека жената треба да седи дома затворена. Да, тоа е најсигурно. Истиот наратив е за работа со универзитетски професори, јас гледам дека имам девојче која иде во основно образование и секогаш ги читам букварите и книгите. Значи, навистина такви интересни приказни кои што многу тешко на 7-годишно девојче да ги објасните и дефинитивно е за поддршка донесувањето на новиот закон за заштита и за спречување од дискриминација. Се надевам дека ќе се одблокира комисијата, ќе го донесе и членовите на комисијата кои што ќе треба да вршат надзор на тој закон, каде што ќе можеме директно да се упатиме и кои ќе направат ревизија на сите учебници и мислам дека бара и невладините да бидат вклучени во ревизијата на учебниците. Но ќе почекаме за тоа уште бидејќи комисија нема. Да ве прашам дали е можно жена да биде политички ангажиран, па и да биде активна, да не мора во партија или во парламент активна како вас, без поддршка на сопруг. Не, тоа е невозможно. Мислам дека тука, бидејќи се враќаме кај семејствата, колку се мажите навистина поддржуваат или тука има борба? Значи најбитно е да си ги имате целите што пред да стапите во брак, така да ако сте активистка или пред да стапите во заедница, како сте активистка да барате некој кој ќе биде активист како што јас сета. Израз активист кој што дефинитивно ќе ве поддржи во сите заложби, како што е сопругот, така и поширокото семејство и така имам среќа што имаме на цела логистичка поддршка, почнувајќи од сопругот, децата кои што исто ве поддржуваат, керкичките. Но и ете и моето семејство и дефинитивно најбитна поддршка која што видов овие денови на социјалните мрежи, поддршка и од сите други жени, така да во прилика се благодарувам и на пратеничката и на сите и жени и мажи кои што застанаа, така да една солидарна заедница, почнувајќи од семејството, до па се онака како ќе се шири, направи жените да истапат и да завземат свој став, своја позиција која што фала Богу се способни да ја водат. Никогаш не сте зажалиле и сте имале конфликт за што сте рекле, добро, што ми требаше ова, ке се седев дома и Па ги гледам промените. Јас имам прилика да работам и со социјално рандливи категории, каде што ги гледате промените кои што ги донесувате и свесни сте дека допринесувате до подобро општество за сите, се грижите за мажите, жените, за децата, за мојата заложба и ги поминува нели границите на Македонија, така да никогаш не сум зажалила, можеби сум зажалила што денот не трае многу подолго. И не сум успела многу повеќе работи да направам. Која е цената што ја плаќа жената што ќе се ангажира во вакви услови во политиката? Здравието. На прво место, заради тоа што прво кога ќе почнат да ве напаѓаат, првиот напад е најболен. Се чувствувате обесправено, знаете дека се борите, тие ве напаѓаат за нешто неаргументирано, но па и така јакнете како индивидуа и мислам дека треба една добра порака да пратиме преку нашите примери, да не се откажуваат жените, да има повеќе жени вклучени во политика и во граѓанско делување. Јас навистина се радувам кога ќе видам жени кои што се борбени и кои што се борат за жените. Инаку во однос на образованието, јас мислам дека не е само до учебниците. Ние треба цела матрица на размислување во општеството да ја смениме. Ние ќе ги смениме учебниците, но ефектуирањето од учебниците ќе го видиме на секој
идни генерации за едно 10 години, дај Боже, нашиве деца да не разговараат сега на оваа тема на која што ние дебатираме, но сепак мислам, ако имаме солидарност, ќе им кажеме на мажите што треба, тие каква поддршка треба да ни дадат. Бидејќи, ако се залагаме за родова рамноправност, тоа не значи само жени да дебатираат за права на жени. Родова рамноправност е вклученост, инклузивност на жени и мажи за решавање на овие проблеми. Актуелна е новата финска влада на премиерката Сана Марин. Во владата има 12 жени, 7 мажи. Во Шпанија Педро Санчес има 11 жени, 6 мажи. Тоа е трендот. Кога во Македонија тоа би се случило по вашиве предвидувања? Кога ќе се охрабриме. Може би ќе дојде време еден ден да сите заедно да седнеме жени од различни политички партии во изглас да зборуваме, тогаш ќе се свестат мажи во општеството дека дојде време и жените да се вклучат повеќе во За колку одлуките. години тоа би можела, еве една проценка слободно вака? Па јас мислам дека од нас зависи. Ако еве мој апел до сите жени кои што сакаат да бидат политички активни, може би една иницијатива, сите заедно да се здружиме, можеме и за една година да имаме такви влади, такви собранија. Ние срамота е да зборуваме дека имало председателка на собрание Ката Лахтова во време на Социјалистичка република Македонија, тогаш нема председател на собрание. Или е срамота да зборуваме дека, еве еден пример, јас би сакала да дадам од Министерството за земјоделие или од Агенцијата за поддршка на рурален развој, беше објавен конкурс за жени да може да аплицираат за субвенции, во кои што услови бе жената да е во брак, да има родено дете, да е невработена, да е домакинка и да живее во населено место од 200 метри оддалечено на надморска височина 700 метри. И навистина, од оние дебати кои што јавни дебати ги имаме на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во собранието, произлезе овој пропуст и навистина беше решен во зошто? Заради тоа што институциите веднаш постапија заради тоа што сите бевме едногласни. Ако за сите прашања кои што ги засегаат жените ние сме едногласни, вакви дебати веќе нема да постојат. Да, вие сте оптимист, Марија. Не, за колку години во Македонија ќе има повеќе жени од мажи од владата? Не знаеме затоа што она што е тренд и што го гледаме на терен, бидејќи работиме многу, решивме малку да го тргнеме фокусот од институциите и политиките и хартиите и да почнеме да работиме со жените. Директно. И Дали тоа се оние свесни, жени кои не се бидејќи сме на крај, привилегирани, да, образовани и со поддршка, бидејќи политичкото учество е привилегија на тие жени кои имаат поддршка од семејствата, туку со оние кои се потполно невидливи, кај кои тоа се жени од села, значи тоа се рурални жени кои се потполно исклучени и изолирани. И она што е најзагрижувачки тренд е, освен што тие воопшто на никаков начин не се вклучуваат, кај нив престанала и таа меѓусебна социјална интеракција. И тие мрежи на социјална поддршка за која зборува пратеничката исчезна. И се пострашно ќе станува бидејќи тој граѓански цивилен простор каде што учеството се вежба, јавното учество се вежба, го немаме. Кај оние на кои најмногу им е потребно бидејќи тие жени се соочуваат со најголеми предизвици во Македонија. Она што го покажуваат нашите податоци е дека ќе треба навистина да имаме многу голема поддршка од жените во политичките партии, да ги отвориме процесите на планирање на одлучување, и тоа мора да почне од долу нагоре, а од озгора надолу со политики, со закони, со нормативни мерки, со афирмативни политики и меки мерки во образованието, во социјалната И кога очекувате и... некоја промена и вас ќе ве прави за 10, 20, 50? Зависи каква структура ќе имаме на власт во следниве години. Колку ќе соработуваме како жени меѓу себе. Со глед дека жените во општество сте повеќе бројни, ако немаме попис одамна направено, но свесни сме дека сме повеќе бројни, време нели да си го завземеме местото. Ако почнавме сегашната влада со 5 министерки, мислам дека ако истата влада биде и во претходниот мандат, дека ќе има многу повеќе жени, и мислам дека гласачките треба да го искористат своето мокно право, правото на гласање и да побараат. Ако не биде истата влада? Тоа не можам да зборувам. Дали ќе има повеќе жени? Ви благодарам за учеството во вечерашната топ тема.
Ова е последната топ тема во 2019 со мене. Тука се одјавувам, се гледаме во 2020. Имате убава вечер.